Бројчаникот сѐ уште го нема на триумфалната капија. Имотот, стекнат на незаконски начин, тешко се конфискува. Законите се менуваат, но резултатите ги нема. Ниту стратегиите досега не ги даваат очекуваните резултати. Институциите го немаат доволниот капацитет, а кај политичарите не постои волја за вистинска борба против корупцијата. Агенцијата за управување со одземен имот покажува слаба ефикасност, не може да собере пари ниту колку што има трошоци. Агенцијата за управување со одземен имот е поставена во 2009 година со Закон за управување со одземен имот од 2008 година, како значајна алка во борба против корупцијата и организираниот криминал. Во истата година од агенцијата биле преземени 14.000 кривични предмети од сите судови, од кои за првите 10 предмети биле наплатени 11,3 милиони евра. Според официјалните податоци до кои дојде скуп, во 2015 година биле одземени над 5 милиони евра, во 2016 година 1,2 милиони евра, додека во 2017 година биле одземени само 450.000 евра. Од Агенцијата за одземен имот не беа достапни за коментар. Директорот на финансиска полиција Арафат Муареми вели дека немаат законска обврска за конфискување имот. Тој нагласува дека се потребни нови законски измени. Доколку би имале законска можност и правосудната полиција во време на водење на предистражната постапка, кога утврдува дека има одредени незаконити действија и стекнат незаконско имотна зголемување на имотот од страна на секој сторител, доколку ние го имаме тоа право да замрзнеме, времено да замрзнеме и со тоа да го известиме јавниот обвинител дека ние сме утврдиле и сме замрзнеле одредени средства или имотот секој сторител на кривично дело, мислам дека во тој дел и на обвинител ќе му се олесни во постапката која што ќе го брани пред суд. Законот за управување со одземен имот досега претрпел неколку измени, но истиот не ги дал посакуваните резултати. Од донесувањето па се до 2018 година се извршени 8 интервенции, при што се променети дури 74 члена. Сепак, ниту овие измени не ги донеле потребните резултати. Според официјалните податоци, добиени од Основен кривичен суд Скопје, до ноември во 2020 година се решени само 3 предмети со изречена мерка конфискација имот. Во одделот кривично полнолетни, решени 2 предмета за кривичните дела неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги и злоупотреба на службена положба и овластување. Во одделението за гонење организиран криминал и корупција решен е еден предмет за кривично дело перење пари и други приноси од казниво дело. Во 2019 година пак, со конфискација биле решени само 2 предмети со изречена мерка конфискација на имот. Првиот за кривичното дело даночно затајување и вториот за злоупотреба на службена положба и овластување. И покрај овие бројки, Муареми е оптимист дека со квалитетни законски измени може да се дојде до подобри резултати. Доколку се извршат измени на законите тука, само мислам во делот на конфискација, кај што ќе се смени и праксата, воспоставената пракса од аспект на докажувањето на стекнатиот, односно и нелегалниот стекнат имот. Зошто го кажувам така? Затоа што досега правото на докажување на законот или незаконит стекнат имот останува на државата. Значи државата треба, односно органите треба да докажат од каде е имотот, односно на кој начин е стекнат имотот. Дали тоа е законит или незаконит имот на секое осомничено лице кој што е под истрага. Доколку би го смениле начинот на овој дел, наместо правото на докажување на дали е законит или незаконит да остане на државата, туку тоа право да се префрли на странката која што е под истрага. Како тоа би функционирало? По барање на државниот орган, странката која што е под истрага да докаже на кој начин е стекнат тој имот. Дали е законит или незаконит. Ако не докажува, не може да го докаже потеклото на тој имот, автоматски државата, односно органите на прогонот да имат право на конфискација на тој имот. Експертите велат дека законите не може да бидат спроведени и системот за борба против корупцијата не може да функционира без да се има капацитет и политичка волја.
Тие оценуваат дека на институциите задолжени за борба против корупција им се остава тесен простор за функционирање и истите политичарите ги држат под контрола. Дарко Аврамовски е проектен координатор и правен истражувач во коалицијата Сите за правично судење. Тоа е мрежа организации кои се здружени заедно со цел да овозможат практикување на правото на фер и правично судење и подобрување на судството како една нивна заедничка целина. На годишно ниво, коалицијата следи повеќе од 1000 рочишта за расправа во судовите. Дел од тие се кривични, дел граѓански постапки. Потесна специјализација има кривичната област, особено организираниот криминал и корупција. Кога зборувам за конфискација, поред она што ние го имаме поставено како методологија, тука подразбираме одземање, односно конфискација на имотната корист која што е стекната со кривичното дело, независно дали таа е посредна или непосредна, независно дали станува збор само за директниот приход или и за одземање на сите понатаму умножување приходи од умножување на веќе нелегално стекнатиот имот. Ваквата конфискација се изрекува многу ретко. Кога станува збор за одземање на предмети, тука немаме проблем, бидејќи самиот кривичен законник има многу појасни упатства во однос на тоа кога треба да бидат одземени и кои предмети. Меѓутоа, кога станува збор за одземањето на финансиската корист од кривичното дело, тука имаме исклучително ретко изрекување на оваа мерка, дури и во ситуациите кога е јасно дека е стекната некаква противзаконски имотна корист со кривичното дело, ние се уште имаме пристап кон задолжување на лицето да го врати нелегално стекнатиот имот, наместо пристапување кон конфискација. Според официјалните податоци на коалицијата, кои ги има добиено од Основниот кривичен суд, од 2015 до 2020 година има вкупно 45 одлуки за конфискуван имот, од кои речиси половината се во рамките на одделението за гонење на организиран криминал и корупција, додека останатите се во така наречениот обичен кривичен оддел во рамките на судот. Над 95% од одлуките за конфискација се донесени од Основниот кривичен суд во Скопје, а еден мал дел од останатите се всушност преиначени одлуки од страна на апелационите судови. Останатите основни судови, според податоците на коалицијата, немаат донесено одлуки за конфискација на имот. Сашо Рајчев, обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје, вели дека судството нема капацитети за да спроведе конфискација. За жал, капацитетите се поразувачки. За да обвинителот, паралелно со обезбедувањето на доказите за кривичната одговорност на сторителот, обезбедува и докази за противправната имотна корист, треба да има тим околу себе. Значи, тој тим, паралелно во кривичната постапка со обезбедувањето на доказите за кривичната постапка, треба да работи на доказите за противправно стекнатата имотна корист и тие докази, стекнати на законит начин, да ги презентира пред судот. Тука, значи, потребно да се зајакнат капацитетите на обвинителството во смисла на јаки истражителски тимови, кои што ќе ги обезбедуваат на дневна основа овие докази. Од друга страна, поврзаност на институциите во Република Северна Македонија, кои што се надлежни да ја следат финансиската состојба и движењето на парите. Тука мислам на електронско поврзување и интензивна комуникација со Управата за финансиско разузнавање, со Управата за финансиска полиција, МВР пред се. Значи, тие се институции кои што по својата надлежност треба да обезбедуваат докази и тие докази дали по нивна службена должност или по наредба на обвинителот да му ги достават за да јавниот обвинител во кривичната постапка тие докази ги презентира пред суд. Кога јавниот обвинител ќе има такви докази, ќе се олесни докажувањето пред судот во поглед на оваа незаконски стекната имотна корист, за да може судот врз основа на тие докази ја изрекува оваа мерка. Затоа што правдата не се задоволува само со кривичната одговорност на сторителот. Ако не се удри под джебот на криминалците, да им се одземе она што го стекнале на криминален начин, во тој случај правдата е делимично задоволена. И Дане Илиев, поранешен председател на Врховен суд и долгогодишен судија, вели дека конфискацијата е комплицирано истражно дејствие, кое бара луѓе, инструменти и средства. Затоа, освен подобрување на законот,
нагласува дека треба да се работи и на зајакнување на капацитетите на судиите и обвинителите. Капацитетот на судиите не сум прочитал да нешто посебно располагаат со капацитет во кој ако го вложат ќе се справат со тоа. Па гледате како идат предметите со специјалното јавно обвинителство што стана. Тоа се одлага и тоа до недоглед. Тоа нема да вроди борба против криминалот. Не може да успее таа борба. Затоа се бара енергично, се бара истражувања во сите сфери за да може да се издржа таа мерка. Илиев вели дека обвинетите често се побрзи и поефикасни од органите на прогонот. Вели дека се остава доволен простор за да може да го трансформира имотот во текот на постапката за да избегне конфискација. Најчесто тоа го прават. Имотот го подаруваат на луѓе кои им се блиски, на своји блиски, без надоместок и така натаму. Тоа треба да се истражува. Па вие имате случаи сега имот кој се префрла во Панамски острови, не знам каде, сето тоа бара истраги. Без такви истраги не можете да имот кој го прават го трансформираат на фирми во Швајцарија, во Германија и така натаму. Без тие истраги нема успех. Ова агенција што е за финансиската полиција сама не е доволна. Не може да постигне тоа да го справи. Аврамовски од коалицијата Сите за правично судење вели дека во соседството и регионот има добри модели на конфискација. Албанија конкретно, Хрватска и Словенија имаат добри модели на конфискување на ваквиот имот, кај се применува оваа мерка и функционира сосема добро. Кај нас, за жал, се уште не е соодветно заживеано и се уште ние се среќаваме со практично основни проблеми од аспект на како на истрагата за откривање на нелегално стекнатиот имот, судската постапка за докажување на истото и на крај фазата за извршување. Во Албанија, например, имаат закон кој укажува на кој начин може да биде искористен ваквиот имот кој е конфискуван. Например, тие со одземените недвижни објекти кои ги имаат одземено, имаат направено социјални претпријатија и парите од тие социјални претпријатија одат за дневни центри, градинки и училишта во општините каде што функционираат таквите социјални претпријатија. Податоците до кои дојде Скуп укажуваат дека до 2017 година само на еден политичар му е одземен имотот. Тоа е Љубе Бошковски, бивш лидер на партијата Обединети за Македонија, кој одлежа казна затвор за незаконско финансирање на предизборната кампања. Излегувајќи од еден елитен ресторан во Скопје, Бошковски беше спектакуларно приведен од страна на полициските специјални сили. Ден по предвремените парламентарни избори во 2011 година, тој имал средба со човек за кој се мисли дека му е дал хартиената торба во која имало 100.000 евра. Со тоа што му биле одземени овие пари, тој истовремено стана и единствен политичар на кој му е одземен незаконски стекнат имот. На 3 јуни 2016 година, само 3 дена пред да наполни точно 5 години од спектакуларното приведување, Бошковски беше пуштен на слобода. Во јавноста веќе беа објавени прислушкувани материјали од страна на тогашната опозициона СДСМ, со кои се стремеше да се покаже дека тој всушност бил жртва на монтиран политички процес. Освен на Бошковски, имот му е одземен на Слободан Богоевски, бившиот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, за кривичните дела, перење пари, злоупотреба на службена положба и овластување и даночно затајување. За истиот случај имот им е конфискуван и на двајца адвокати. Имот му е одземен и на поранешниот градоначалник на Скопската општина Карпош, Саша Димич, за кривичното дело злоупотреба на службена положба и овластување. И на крајот на листата се 35 лекари, на кои исто така им е одземен имот за делото прибавување имот на корист. Освен во потребата за менување на законите, Муареми проблемот го гледа и во отсуството на соработка. Јас мислам дека сите треба да малце да го смениме концептот на соработка во делот кај што треба да имаме потесна соработка од фаза на предистрага па до фаза на судење. Бидејќи секогаш кога има соработка помеѓу сите правосудни органи, ќе има и поголеми резултати. Тоа го кажувам во делот бидејќи ние како правосудна полиција согласно законот за кривична постапка сме надлежни само да ја водиме пред истрагата, која што сама по таа е тајна и по тој предмет ние постапуваме и го известиме јавниот обвинител. Понатаму после јавниот обвинител
може да не вклучи дополнително со наредби, но не мора да не вклучи. Со самото тоа ние веќе немаме никакви информации како тече тој предмет кој што е сработен од кај нас. Добро е да има потесна соработка, посебно помеѓу јавното обвинителство и правосудните органи, за да имаме поголеми резултати во борбата против корупцијата. Според Законот за кривичната постапка, финансиската истрага треба да биде воспоставена како редовна постапка во сите видови криминал со кој сторителот стекнал незаконска материјална добивка. Но статистичките показатели укажуваат на незначителна и речиси маргинална примена на мерката замрзнување, заплена и конфискација на имот стекнат со криминал. Ова изостанува како во случаите на трговија со дрога, така и во случаите на трговија со луѓе и другите видови на организиран криминал, во економскиот и финансиски криминал, како и корупцијата. Кај организираниот криминал, корупцијата и практично останатите видови на финансиски мотивиран криминал, економската, односно имотната корист е фактички главната цел. И во пракса не се непознати случаи каде лица можат да жртвуваат и неколку години од сопствениот живот како би можеле после тоа да уживаат во нелегално стекнатата имотна корист. Токму поради тоа конфискацијата се заживува наново во 20-тиот век, бидејќи се покажува како многу добар инструмент за сузбивање на ваквиот тип на криминал, бидејќи ги лишува од вистинската цел која што сакаат да ја постигнат. Според општите одредби за конфискација на имот и имотна корист, незаконско стекнатиот имот се утврдува во кривичната постапка. Јавниот обвинител има раководна улога во предистражната постапка и заради остварување на функцијата на кривично гонење ја има на располагање правосудната полиција. Тој е должен во текот на постапката да собира докази и да ги анализира околностите што се од важност за утврдување на имотната корист, како и да предлага мерки за привремено одземање на имот или предмети во согласно со член 202 од законот. По предлог на јавниот обвинител, согласно Законот за кривична постапка, судот може да определи една или повеќе мерки согласно со одредбите за привремено обезбедување и одземање на предмети или имот, како и забрана за вршење на дејност и забрана за статусни промени во правното лице. Но системските проблеми остануваат главна пречка за постигнување на позначени резултати. Ресурсите на обвинителството се на многу ниско ниво, како во поглед на материјалната опременост, така и во поглед на човечките ресурси. За жал, се уште не сме електронски поврзани со ниту една институција, ниту со институциите овластени по закон да го следат движењето на парите и другата имотна состојба на граѓаните, како например Агенцијата за катастар на недвижности, каде што се запишува собственоста на секој недвижен имот. Понатаму со МВР каде што се евидентира собственоста на возилата. Понатаму ви кажав со управата за финансиско разузнавање каде што го следи движењето на парите во целата држава, како приливите на физички правни лица со средства од Македонија, така и со средства од странство. Понатаму не сме поврзани ниту со управата за финансиска полиција. Значи недостасува системско зајакнување на капацитетите на обвинителството и поврзаност со другите институции. Значи, сега одиме со писмена комуникација. Значи, сега одиме со писмени барања, писмени наредби до овие институции и ги чекаме нивните анализи, извештаи, докази да ни бидат доставени и врз основа на тие докази да ние постапуваме пред судовите. Познавачите на состојбите велат дека ефикасноста во спроведувањето на финансиски истраги може да се подобри и доколку дел од парите и другите средства обезбедени со конфискација и одземање на имот се користат за поддршка на работата на институциите вклучени во постапките. За ова може да се користи примерот на управата за јавни приходи, каде согласно законот, управата може да користи и средства во висина од 25% од приходите од откриени и наплатени даноци. Но од обвинителството велат дека за поголема ефикасност се потребни услови. Системски се проблемите. Од крајот на декември 2013 до денеска, кога е во важност сегашниот ЗКП, јавниот обвинител е тој кој што раководи со предистржната постапка и ја води истрагата, а кога ќе подигне обвинение, товарот на докажување е на страната на јавниот обвинител. Значи, неговата надлежност е повеќекратно зголемена. Значи, представа јавното обвинителство столб во кривично-правниот систем во нашата држава.
Но донесувањето на овој закон за кривична постапка и зголемениот број на надлежности на обвинителот не следеше и со заекнување на капацитетите на обвинителството. Значи, во овие години само проблемите се пластеа, без да се наоѓа начини да се помогне на јавното обвинителство да има капацитети согласно надлежностите. И сега тука доаѓаме до рачекор. Константа во криминалот или зголемен процент на криминалот, а ресурсите и да не постојат. Значи, истражители имаме со почетокот оваа година, но тоа е зачеток на истражителите. Значи, до 7 години немавме ни еден истражител. Бројот е минимален. Од друга страна, овие истражители или така наречен истражен центар нема никакви капацитети, нити опременост, да речеме хардвер, сервер за следење на определени состави на криминалот. Тривијален проблем, но е битен, немаат возило истражителите по наредба на обвинителот да одат веднаш да обезбедат доказ. Значи, зборам за основното јавно обвинителство Скопје со кое што раководам. Значи, едно е возилото со кое што службениците ја носат поштата обвиненијата до судот, ги носат наредбите до МВР. Едно е тоа возило ако треба и истражителите да обезбедат некој доказ. А станува збор за големо обвинителство. Значи, се поклопуваат обврските, а услови нема. Конфискацијата на нелегално стекнатиот имот и пари се смета за најефективна алатка во борбата против корупцијата, но за да се постигне оваа цел, потребно е да се има политичка волја, градење капацитети, подобрена координација меѓу институциите, зајакнување и усогласување на правната рамка, како и ефикасни органи за спроведување на финансиски истраги. Во 2017 година, владата донела одлука за донесување на стратегија за јакнење на капацитетите за водење финансиски истраги и конфискација на имот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски тогаш донел решение за формирање работна група за изготвување на стратегијата, која согласно заложбите на владата, утврдени со програмата 369, го доставиле предлог текстот за стратегијата. Дали конечно ќе се отстранат пречките за поефикасна борба против корупцијата, останува да се види.